Добар ден. Според онијат кои тоа го бројат и го мерат, според медиуми, Вардар прв пат после 18 години игра во финалето на националниот куп, на купот на Република Македонија. Стотици и стотици луѓе се јавија да честитаат, да дадат почит на тој успех. Ја им благодарам. Со тоа што тоа е достигнување неможно за оние кои не знаеле да работат. За оние што знаат што и како треба во овој сегмент од животот, во спортот, во фудбалот, тоа е нешто што е нормално достигнување. За мене е нормално достигнување. Финалето на купот е неизвестна работа. Еден надпревар, една вечер, 90 минути минимум. Еден потек, една грешка на играч, на судија. Играме против сериозен противник, респектибилен, како што е Струга, кој има исто така многу сериозен тренер, шеф на стручен штаб. И според мене резултатот од тој надпревар е неизвесен и така и треба да биде. И така доликува на финале на куп на една суверена држава како што е Република Македонија. Ние со вчерашниот надпревар направивме една серија од 12 надпревари без пораз, што исто така е своевиден рекорд, за разлика од она како што личевме есеноска, од причина што премногу доцна, а не по моја или наша вина почна тој проект спасување на фудбалски клуб Вардар, кој во овој момент финансиски, па ако сакате и резултатски, е спасен за 4 месеци. Нешто што не успевале 8 години, овдека се успеа се за 4 од 11 декември наваму. Минатата среда имавме хуманитарен надпревар против Црвена звезда од Белград. Единствениот клуб кој, ако го сметаме за Балкан, целиот Балкан, заедно со Стеауа или без, мислам, сега Романија, не знам дали е била шампион светски и европски. И им благодарам на колегите од Црвена звезда што ете дојдоа тука и собравме нешто помалку од 100.000 евра, се вкупно пари, кои сега, откако ќе видиме колку се плаќа процент кон банката, кај што стојат парите, има некоја процедура таму, која не ја разбирам доволно, ќе ги префрлиме преку Црвен крст, ќе ги префрлиме на страданите од Кочани. Атмосферата на стадионот беше преубава. Градскиот стадион, потоа наречен Филип II, а сега се вика Тоше Проевски, заслужува таква атмосфера. Ја како млад човек од пред 40 години ги памтам преполните трибини. Се можеби со 2-3 противника како што беше Марибор, Олимпија, Спартак Суботица, сите други надпревари беа преполно со публика. И овој народ, овој клуб, овој град, овој стадион, оваа држава заслужува полни трибини. Имам само една забелешка на целото тоа. А тоа е дека една мала група апсолутно заведени, несвесни, според мене, а веројатно и под некои опијати деца, имаа скандирања кои
слободно може ги скандират на било кој друг надпревар, тоа е нивно право. Публика е тоа што сака може да вика. Меѓутоа ова беше хуманитарен надпревар. Ова е викањето е на сметка на коските на починатите и на изгорениците и раните на оние кои се борат за живот во болниците. Тоа е нехумано, нечовечки, нормално не спортски. Тоа беше хуманитарен надпревар. Не беше надпревар за лечење на комплекси, фрустрации, неспособност, некадарност. Не е лечење на луѓе кои сакаат да се излечат од неизлечива болест која се вика глупост, глупавост. Хуманитарен надпревар беше тој. Сега, јас сум многу богобојажлив. Се плашам, од ништо не се плашам, само од Бога и од неговата казна. Не сум некој верник, па сега да ги знам сите празници, сите кога се пости, се што се ова. Толку не сум, меѓутоа, секој моје одење во црква ми донесува мир, ми донесува спокојство, ме смируван. Ми оди да не излезем, да си седам тамо подолго од она што сум планирал и така натаму. И верувам во Бога, и верувам во неговиот суд. И на такви безбожници и нехумани луѓе нема што да им суди било кој земен суд. Има Божи суд. Некогаш, велат Господ, бава не забрава. Може тоа да биде после 6 месеци, може после 16 години. Некогаш кога тие луѓе, не луѓе, ќе доживеат, не дај Боже, катастрофа, нека се сетат на моментите кога своите фрустрации и неспособности ја лечеле врз коските на починатите откочани и врз лутите рани на оние кои се уште седат по болници и се борат за гол живот. Што се однесува до сега сме на крај на април, до мај, Вардар како клуб, како тим ќе одигра максимално мотивирано, максимално ангажирано, без респект кон никого и без калкулација кон никого. Сите други може да калкулираат, да купуваат, да продаваат, да договараат. Тоа овдека не може да се случи под моје раководство и нема да биде. Расчистени се долговите кои го ја блокираа сметката. Сега одам во втората категорија на долгови. Она се долгови кои луѓе кои не ја блокирале сметката. Имале трпение, чекале, не ќеле да му наштетат на клубот на ниеден начин. И со нив се наоѓа разбирачка како се тоа. Што значи дека долгот кој до овој момент имаме вратено цирка 5 милиона евра, ќе биде поголем и во целост ќе се врати за клубот комплетно да може да застане, да го ставам на здрави нозе, на стабилни нозе, не на приказки. Не на овој ми кажа, тој ми рече, овој ќе донесе, сега го чекам, овој од странство. Не. На здрави, на здрави нозе. Ако цената што јас или шефот на стручен штаб или треба да ја платиме, се навредите, слободно, јас сум спремен тоа вака. Не ме погодува мене тоа. Меѓутоа, се постава прашањето, ако се скандира Миленко педер во ред, зошто е педер? Затоа што ги вратил долговите, а не се педери оние што го блокирале клубот 8 години и што го изолирале. Не се педери оние кои ја погрешиле своевремено, го погрешиле лиценцирањето за УЕФА, па УЕФА направила казна од 150.000 евра за Вардар.
Оние што зема по 220, 250, 200.000 евра од клубот, наместо да се користат тие пари за клубот. Тие не се педери, нели, оној што го расчистил клубот. Ако е така во ред, нема проблем, нека биде. Меѓутоа, премногу непријатели сум имал во животот. Бугари, Грци, Срби, Албанци, мафија, СДС, комуњари и така натаму. И сите до еден сум ги победил. Сите до еден сум ги навјасал. Така да нема причина сега да не биде истото. Кој сака нека навива, кој сака нека навредува, кој што сака нека прави. Градскиот стадион, односно Филип II арената, односно арената Тоша Проевски, е отворена. Не наплаќаме карта. Кој сака може да дојде. Нема потреба од тие пари. Она што се брои се резултатите. Финале после 18 години, 12 надпревари без пораз. Тоа останува запаметено. Тие шугави џукели што џавкаат, никогаш нема да бидат запаметени. Нема да бидат, ни сега не се запаметени, а секогаш дека ќе бидат апсолутно заборавени. Ќе бидат едно големо ништо. Сега се, а и ќе останат едно големо ништо. Така да, ви посакувам убави првомајски празници на сите. Нас не чека, според мене, добар надпревар со Беса и после уште колку има таму 4 надпревари во мај за да заврши првенството и нормално купот. Уште еднаш кажувам, купот го играме со голем тим, се уште актуелен шампион на Република Македонија. Сериозен тим, каде што има играчи кои би ги посакувал да играат овде кај нас, например као Кехинде. И со многу сериозен, успешен шеф на стручен штаб, кој секако ќе ја постави така играта, да и они имаат шанси да победат, како што ние се надеваме дека ние ги имаме шансите да победиме. Па така, ве канам да си дојдете на сите надпревари, наши кои се бесплатни, и на финалето на Купот на Македонија, на надпревар кој пак не го организираме ние, туку си го организира Фудбалската федерација на Македонија, која за оваа пригода донесува нов пехар, затоа што стариот е преполн со имиња на освојувачи. И би било за мене стварно големо задоволство првото име на новиот пехар да името на ФК Вардар акционерско друштво. Толку од мене. Чао. Се слушаме, се гледаме. Чао.